кажеме за вас. Велите ги мотивирате да ги раскинат договорите. Вие мислите дека не чинат? Вие лично мислите дека треба да се раскинуваат? Видете, не е сега тоа мое лично мислење. Нема кога велите еве ви поддршка, раскинете ги. Не е тоа што ќе добие државата? Не, видете, не е тоа поддршка. Вели ВМРО ДПМН, немавте двотретинско мнозинство, зошто одевте напред со францускиот предлог? Целосно разбирам што сакате да кажете, сакате да кажете дека сега ги имаат сите алатки тоа што го велеле според вас во предизборите да го направат. Меѓутоа, дали вие мислите дека тоа е добро за државата? И ако не, што е побитно да испаднете, да речеме условно кажано попаметни, да речете еве сега може да направите го, или да се го задржаме тоа што искрено мислите дека е добро за државата? Дека како што кажате со договорот се придобивки во државата. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз одамна има излезено од тоа детско расположение дека леле сега кој ќе се направи попаметен. Секогаш сме гледале како тоа ќе биде подобро за сите. Да, малку ќе речете еве раскинете ги некако така. Не, видете, не е така. Може би е погрешен печаток од тебе. Искрено сум само. Ние ветувавме по висока минимална плата и тоа го направивме во текот на тие 7 години додека можевме. Еве сега, двотретинското мнозинство е таму, во собрание. Јасно. Прашање. Вие како партија лично Морам да реплицирам, не можам. Едно прашање имам. Може да се согласувате или да не се согласувате? Не се согласувам. Добро, во ред, тоа е ваше право, меѓутоа ставот нивни е чист. Тие гласале за тоа, мислат дека тоа е добро за државата, си е платија политичката цена, за тоа изгубени избори, тоа си го признават, претпоставувам и политички одлуки се влечено таму, меѓутоа реалноста е дека сега вие сте власт и објективна реалност дека имате сите алатки да направите нешто околу тој пат за кој што вие велите дека еден од врвните национални интереси. Многу често се случува во јавноста, кој е планот за ова да се направи? Како ќе се направи, до кога ќе можеме да чекаме, што е следно, како да ќе добиеме нешто подобро, дали нешто се работи, да речеме така наречена андерграунд дипломатија, па јавноста може би во оваа фаза не треба со се да биде и тоа е легитимно, чисто да имаме некоја да знаеме што ќе се случува на оваа тема. Значи, на оваа тема ќе се случува се она што им го ветивме на граѓаните. Не може да одиме под националното достоинство. Добро. И тука стоиме цврсто. Тоа, ако следите, го кажуваат сите. И премиерот, и председателката на државата, и министерот за надворешни работи, сите оние кои што се задолжени да ја представуваат државата надвор и внатре, особено надвор. Пред некој ден гледав едно интервју со председателката, каде што таа имено им објаснува на надворешниот свет, да кажеме, на оние кои што може да влијаат на некакво креативно решение, затоа што, видите, да не се лажеме, европејците, ако сакаат, можат да најдат и секогаш наоѓаат, кога сакаат, многу креативни решенија. Дали е тоа кафе пиење? Минатото ми го покажува тоа. Апсолутно, да. Сега, бидејќи немале, исто како вие сега што кажавте, нашата влада, да, тоа било нашата влада, и јас и таа претпоставувам кога одиме надвор од државата, јас секоја прилика ја користам да ги објаснувам на сите оние кои што не ги знаат приликите во нашата држава, и тие, например, ќе кажат, ова не сме го знаеле. Затоа е тука потребен националниот консензус. Затоа тука е потребни беа црвените линии кои што, за жал, Социјалдемократскиот сојуз ги премина. Сега сме донесени во ситуација во која што сме, така? Надворешната политика, наша, на ВМРО ДПМН или на државата, работи на тоа поле, но дека ќе одиме испод она за која што сме го ветиле, а ние на изборите многу јасно кажавме. Да, нема проблем. На кој начин се работи? Ќе го внесиме. На кој начин се работи над црвените линии? Министерството за надворешни работи, но ви кажувам дека сум убедена, а премиерот тоа многу јавно и транспарентно го кажува, имено председателката Силјановска исто така, и сите ние кои сме на некој начин чинители, дека бараме гаранции од тоа е став кој што веќе мислам дека и на јавноста веќе дури е нели познат, но добро е да го повторуваме. Дали тоа ќе бидат гаранции, дали ќе биде
како што на брзина се донесе тој втор протокол без никакви ингеренции на министерот, кој што излезе од неговите ингеренции на министерот тогашен за надворешни работи, дали тоа ќе биде некој трет протокол? Така. Сосема ми е јасно и ги знам партиските ставови на ВМРО. Не се ова само партиски ставови. Разбирам, и вашите лични ставови. Апсолутно мои ги знам, лични дека нема да ставови. одите по црвените линии, дека уставни измени по тоа бугарски диктат нема да има, и тоа е една константа што тај Добре, еве да не го наречеме тоа бугарски диктат, зошто да го нарекуваме бугарски диктат? Мене тоа што ме интересира е Така се нарекуваше цело време. македонски национални интереси. Еве така да ги наречеме. Сите треба да застанеме позади тоа, нема никој друг. Мене Дали тоа не е во ред? Апсолутно е во ред, тоа е елементарно нешто. Македонски национални интереси, за кои што ние треба да се подадеме заеднички рака. Ако во зошто не си подаваме? минатото не успеале да си подадат рака, ако го прегазиле гласот на граѓанинот, а знаеме, па не сме од вчера, сите знаеме што се случувало, еве, тогаш сега да не одите да не кодошите по Европска Унија. Што направи Венко Филипче? Кога? Во Атина. Добро. Во Атина се сеќавате? Кога како беше Ципрас кажа дека ако не го смена уставот, името, ќе требаше така да ги пикнат во НАТО. Значи не секогаш е работа во брзањето. Работата треба да оди паралелно надворешната дипломатија со внатрешната задача, домашна задача. Тоа се сите овие европски Вие мислите дека ќе имат дека нешто ќе се случи, дека ќе значи инветувате на граѓаните дека во перспектива ќе се успее барем да се даде се од себе за нешто тука да се направи. Апсолутно сум убедена дека ние како влада мораме да дадеме се од себе, да работиме дома на овие задачи. Домашна задача се вика ова. Зборувам за европскиот извештај, да го подобриме животниот стандард на граѓаните, а надворешната политика да се тера на начин на кој што треба да се тера, на кој што бараат граѓаните. Доста се национални срамови и доста се тие, сега тоа на вас и на граѓаните, можеби на некој кој што се поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз им звучи како фразеологија, но извинете, тоа е навистина едно достоинство и невиткање на кич. Добро, повелете. Да. Се согласувам дека треба да работиме дома и тоа како? Како што кажав, бевме многу понапред од многу земји, ама еве овој документ мислам дека вие го имате од парламентарниот институт. Овој документ за жал покажува дека не работиме дома. Затоа што еве јас прво отворив да речеме јавни набавки. Од 2015 година до 2025 година имаме иста бројка. Не е важно дали е 1 или 5, иста е бројката. Истото е, еве конкретно има еден напредок кај безбедност на храна, има напредок кај дигитализацијата, што тоа значи дека министерот добро се знае работата. Еве, право на трговски друштва од 2015 година до 25 истата бројка. Тоа е тоа што значи да работиме дома. Значи требаше од минатата година беше ова извештај на 3 влади, избори, техничка влада, преодна влада, па нова влада и рековме во ред. И тогаш беа најавувањата ќе видите во 2025 каков извештај ќе имаме. Сите тоа го очекувавме. Ама буквално сите. И сега ние во 25-та година ги добиваме истите оценки. Со тоа што заради 3 вредности, односно целосната усогласеност на надворешната политика и безбедносната политика, дигиталната трансформација, за енергетика, законот кој што се донесе и она што е како и учеството мислам дека беше во СЕПА, ние успеавме само да мрднеме многу малку со 0,0 нешто во однос на тоа што значи нумеричко представување. Добро, сакате да кажете дека домашните задачи не се ги прави владата. Задача овој пат затаи, затоа што имаме иста буквално оценка, буквално во секое друго подрачје. Наука и истражување, иако беше многу добро оценето во извештајот, повторно имаме од 4, пак имаме 4. Значи, и за меѓутоа во самиот извештај кога зборуваме на пример се споменуваат и измените на кривичниот закон, што ги донесе вашата влада. Така е. И тоа сега останато како едно бреме кое што треба да се поправа. Зашто еве ако сакате да бидејќи вашиот нов претседател на партијата, кога имаше првиот брифинг со новинарите, кажа дека
тоа е грешка што се направило и дека ќе пробува да се смени, да се уште нема ништо во тој дел. Да инициирате вие, да речеме, промена барем на тие членовите што однесувано функционира. Видете, имаше неколку иницијативи во собрание за да се промени кривичниот закон и секогаш одговорот со поднесување на закони во скратена постапка, на измени, односно во скратена постапка, дали тоа беше за фемицидот, за семејното насилство и така натаму, поднесена од многу пратеници. И секогаш одговорот беше дека се одбиваат бидејќи се спрема нов кривичен закон. И сега гледаме дека доаѓаме до една ситуација да сме 24 ноември и тоа да не го видиме, да немаме никаква најава во собрание. За жал, заради тоа што одредени министерства во целосно имаат затаено во на што треба да го предложат. И не само што се изгубија и пари, туку изгубивме и време. За сега да доаѓаме во една ситуација да кажува и председателот, ако не се лажам, на Уставен суд, дека доколку не го донесе собранието, ќе треба да се превземат други чекори. Добро. Вака. Добро, внимателно ја следев колешката, во зависност од тоа методолошки како се даваат оценките. И таа, и јас ги имаме. Значи, преглед на просечните оценки на постигнатото ниво на подготвеност. Значи, нивото на подготвеност е 3,11. Добро. Ако гледаме така. Значи, најдобар до сега. Најдобар до сега. Извештај. Лани 3,09. Лани 3,09. Како што кажа. Значи, во 2024 зборуваме за нивото на подготвеност на Република Македонија да влезе во Европската Унија. Сега 3,11. Ова е различен методолошки пристап. 3,11, значи уште поподготвена од лани, значи уште поподготвена од 2015 2,97. Највисока оценка до сега. Друга методолошка, друг методолошки пристап е просечни оценки по кластери. Може да прашам нешто, може имате грубоќе звучи? По Ми дозволите? Не. Дали мислите, само уште ова. Бидејќи кажа дека има. Не, јас се согласувам дека ова не е. Сакам да прашам дали малце грубо ќе звучи, се извинувам, меѓутоа дали мислите дека на граѓаните ме гајле за ова, како била методологијата по кластери кој година? Они сакаат едноставно да живеат подобро. Ги интересира големата стока. Ме прекинав, да, само и ќе дојдев токму до тоа, затоа што сакав, морам да реплицирам на колешката. Образование добри, царина добри, дигитализација добри, мала работа е да бидете надворешна и безбедносна политика целосно усогласени со Европската Унија. 70% сме усогласени со Европската Унија и со нејзиното аки. Видете сега, што е проблемот? Јасно вака да им биде на граѓаните. И тоа ние го адресираме и го кажуваме отворено. Добро. Ако ги додадеме бугарите, и не само бугарите, нели? Ако ги направиме уставните измени, оваа оценка ќе биде можеби и 5. Но не е ова алиби наше за да велиме дека не треба да работиме по сите овие кластери, како што велиме. Не, напротив, ние треба да работиме. За граѓаните пред себе. Тоа е за доброто на сите нас, за доброто на сите на нас, на нашите деца, на нашите граѓани, и тоа и затоа го велам, домашна задача која ние што треба да си ја направиме за кривичниот закон. Сите оние 12 чекори, сега кога беше премиерот во Албанија, значи сите 12 чекори или тоа не ви се слуша дека нели Македонија Македонија е шампион по остварувањето на патот кон успехот за раст, планот за раст, тоа дека сме ние шампиони, а што од тоа? Кажете ми, што од тоа? Значи тие 10 точки. Тие 10 точки и чекори кои што треба да се донесат до крајот на декември, вклучително и кривичниот, јас се надевам и сум убедена дека ќе ги завршиме. Остануваат две за кои што не можеме. Кажавме дека тоа е изборниот законник кој што кај нас се носи со консензус. Да, тоа го знаеме. Да, и затоа се тие две точки кои што ќе останат, а оние 10 ќе бидат завршени до крајот на декември. И мора да продолжи да се работи. Добро. Да. Најпрво би сакала да кажам дека навистина е неблагодарно да се наметнува тоа мислење во јавноста, дека ако ние ги вметневме бугарите, овде ќе имавме 5. Ова што е во извештајот, и тоа да им биде јасно на граѓаните, тоа е административна подготвеност на државата.
Таму има 70%. поглавја. Таму има поглавја. Ама тоа не е само за 2025 година. За сите Па тоа влади си не е, точно е. така е. Се согласувам Тоа си е тука. административна подготвеност над самата држава. Ама знаете вие А дека друго е има политичкиот момент, Извинете, колешке, односно само политичката дали волја. знаете дека, знаете, Добро. дека има држави кои што не владеат со сопствената територија, па имаат некакви, не знам, фронтранери. Така. Тука малку двојните стандарди. сега, видете. Вие и да не признаете. Нашите граѓани се мудри, они знаат дека е така. точно. Затоа што ова е 16-ти извештај, ако не се лажам поред, и за сите 16 извештаи Македонија е подготвена за влез во ЕУ. Да. Ама има еден услов. Да се враќам назад. Името, знамето, територијата. Како што треба да влеземе во Европската унија, се прашува. За сите Како во што сите треба да 16 влеземе во извештаи, Европската унија? Во сите 16 Како што? извештаи имаме е прикажана Не, во сите административната 16 подготвеност извештаи на една држава. Македонија е подготвена сега. за влез во ЕУ. Така, сега. И секоја година тоа е се повеќе, еве како што кажавте и вие. И сега во овој извештај, еве конкретно, вели не дека конкретно, кај општата. правата на жените се нагласува слаба имплементација на Истанбулската конвенција Ќе и националната направиме стратегија за надзорна родова расправа. за родова еднаквост. Ќе направиме да Се видиме вели каде. дека треба да имаме избор на нов правобранител, нов закон за народен правобранител и така натаму. Ова, како што кажавме, граѓаните може и да не ги Големата интересира, ова е слика. нашата работа. Големата слика е големата дека слика. граѓаните Да се вратиме на сакаат големата слика. повисоки плати, повисоки пензии, Имено. многу подобар здравствен систем, односно не сакаат, заслужуваат. Така е. Подобар здравствен систем, подобар пензиски систем, подобар секаков можен систем за да стигнеме до моментот дека нема да има никој повеќе што ќе посегне под пасош од туѓа држава за да може да замине да има подобар економски живот и така натаму. И тоа е она што сака да го каже овој извештај, а многу е неблагодарно. Да речеме дека кога ги вметневме бугарите, ќе имавме петка. Неблагодарно. Не е благодарно. Вистина. Затоа што и да ги вметневме Ама бугарите, чиста вистина па е тоа, пак ќе колешка. ги имавме овие наоди. Дека ни треба нов. Јас многу би сакала да сте Ама во право. видете, дека пак имаме нови закони, дека немаме ниту еден закон од Министерство за правда, дека реформската агенда доцниме, дека многу средства сме изгубиле и дека оваа разлика, како што кажав, е само заради мал број на министри, кои што многу добро си ја знаат работата и дигитализација и надворешна политика и влегувањето во СЕПА и така натаму. Што значи дека има такви кои што многу добро знаат што значи подобар живот за граѓаните и тоа си го работат, тоа си го имаат како агенда. Тоа сакаат и заслужуваат граѓаните. После 20 години, после 16 извештаи, тоа го заслужуваат. А не е фер да се во јавноста да се шири тезата дека само бугарите се проблем. Не, реформа. Сите ни бараат реформа. Го слушавме амбасадорот и ги слушаме нивните забелешки, нивната реторика. За гаранциите треба да ги обезбеди владата. Граѓаните треба да имаат, како што кажав, повисоки плати, повисоки пензии, се подобро за да можат тука да имаат и идни на младите и да имаме убава работна средина сите и да им овозможиме еден достоен пензионерски живот на сите оние кои што сакаме да ни останат тука. Сублимат еден, може да направи. Може само едно прашање да поставам? Кратко. Ајде, повелете. Имаме една работа која што е работа на државата по однос на реформи, кој што се секогаш добре дојдени, на нас ни треба некој кој што некаков си надзор, опозиција ни треба која што ќе вели ова добро го правите, она не го правите добро. И тоа се согласувам дека е во ред. И така ќе тераме. Но има нешто што се вели. Политичка нитка во секој, ајде да не речам во секој извештај, може би во секој трет. Ја има или ја нема? Ако кажете дека ја нема, извинете колешка, тогаш не знам, ја има политичката нитка и е во првиот кластер. Добро, прашање за Фундаменти. Ама тоа 70, ако дека ја ние има. како држава, заедно со другите држави од Западен Балкан, сме најдобри. И тоа го кажува Каја Калас, не го кажувам јас. Ако ние сме најдобри, зошто тогаш не сме на преговарачката маса? дали се согласувате со дел од аналитичарите кои што велат дека Македонија во иднина во хипотетичко сценарио доколку Албанија пред нас стане членка на Европската унија ќе имаме уште поголеми проблеми од колку што имаме со Бугарија и колку тоа треба да го земеме како фактор кога одлучуваме што треба да направиме понатаму.
Не би се согласила затоа што со граѓаните наши албанци секогаш кога нели станува збор за Република Македонија, велат дека ова е нивна држава, си ја сакаат државата. Мислите во однос на земање на пасоши И во однос на тоа, апсолутно, да. Така натаму. Не мислам дека тоа така ќе биде, познавајќи ги потезите и гледајќи ги проблемите на самата Европска Унија внатре, сега еве со Украина денеска гледате дека излегува со став малку А што ако биде спротивен. стратешки политички интерес на Албанија пред нас да влезе во Европската Унија, како што порано Антонио Милошевски имаше многу изјави дека, сега ги цитирам, дека Бујар Османи намерно ја уназадува Македонија за да може Албанија пред нас да влезе во Европската Унија, иначе да избие на тој пат како што реално се случи. Не велам дека Османи е причината, неќам да бидам тенденциозен. Не, јас велам. Вие сте политичар, можете. Јас го кажувам тоа. Да. Меѓутоа сега тоа се случува. Најодговорно го Сакам да кажам дека представници од дека е вашата така. партија порано предупредува дека доколку тоа се случи, има интерни тенденции тоа да се направи, дека земјава ќе трпи последици. Заради тоа прашувам, а може има политички интерес Албанија да даде пример 150.000 албански пасоши. Сакам да кажам дали се антиципира оваа идеја или е многу далеку за да се размислува тука. Сигурно дека тие што треба да ја размислуваат, ја размислуваат. Добре, вие сте пратеник политичар, претпоставам дека Да, размислувате за апсолутно ова. да, но видете, ние, како што каже и колешката, треба да работиме за заедничко добро. Така? За заедничко добро. Сите живееме во Република Македонија. И да работиме за економски и секаков раст на државата. Овие работи, да, не се воопшто наивни и треба да бидат размислувани како нешто кое што би била некаква, ајде да речеме, идна пречка. Јас не би можела тука да кажам што би правеле тогаш, како би правеле и дали какви пречки во иднина би се, но оваа пречка која што е сега во моментот, ќе ја решаваме на начин на кој што сме ветиле дека ќе ја решиме. И нема отстапување од тоа. Нема, едноставно, не можеме ние за година и нешто од парламентарни избори. Локалните, ајде, да речеме се локални теми третирани, но сепак е на некаков начин давање доверба. Да прашувам дека обвинувањата од опозицијата се дека ако се продолжи вака, ќе бидеме во определен момент кога поголема штета ќе се направи над државата, доколку останеме надвор, отколку на партијата, ако условно кажано го прекрши своето ветување на дадена на изборите, дека нема да им устапи. Па ајде да одиме по логиката. Како влада, дали може да се случите со таков... Ве разбирам. Ајде да одиме по логиката на опозицијата. И хипотетички да се согласиме утре да бидејќи почнаа они со процедурата така. Да. И утре изгласаме, така? Да. Ги изгласаме уставните измени. И добиваме ново вето. Кој што сигурно ќе го добиеме, мислам, тука не треба да бидеме наивни, секој што мисли дека нема да добиеме вето, не знам, изгледа не ги следи соседите. И добиваме ново вето. И на секој кластер добиваме ново вето. Што треба да направиме според опозицијава? Еве нека кажат, пошто они нели најдобро знаат. Пошто многу пати е подстават и ја најдобро знаат, еве нека кажат така. Ние вака ќе работиме. Тие вака велат. И да добиеме вето, подобро е, бидејќи сега сме под вето, да го добиеме ветото кога сме внатре во процесот, од кога сме надвор. Тоа е ставот на партијата. Така. Да добиеме вето и после што треба да направиме? Да седиме пак во некоја чекална, ние пак ќе седиме во чекална. Значи ги гласа, а дома што ќе имаме? Проблеми, така? Значи пак ќе седиме во некоја чекална. Ние нема да одиме напред како еве сега Албанија што. Ова прашувам како Албанија сега што оди. Еве ги затвори, скоро ги затвара преговорите. Видете, пак ќе повторам, 16 години. Република Македонија. Мора да ве потсетам Бадентер што каже. Уште многу одамна. Значи одите на варијанта... Словенија и Македонија ги исполнуваат. Знаеме, апсолутно така. Ама јас не сакам да го минимизирам. Ама треба да потсетиме затоа што многу генерации поминале, и ако ја слушаат само опозицијата, ќе си мислат за сопствената држава дека ништо не работило. Да. И дека само ние сме виновни.
поставувањето на политички, надворешни влијание се причините до каде што сме. Јас апсолутно Криминалот и корупцијата. Дека апсолутно дека не сме виновни. Ја точно знам дека Македонија има услови за членство во Европската унија како никоја друга држава, што се тотално нефер и дека се граничат со некаква елементарна политичка култура. Тоа е сосема јасно. Сега ве прашувам, ги интерпретирам ставовите на опозицијата да пробам да извлечам некој одговор за тоа што може да очекуваме во иднина во овој процес. До кога би чекале, до кога би се чекало, може би некоја друга алтернатива да се најде, само заради тоа ве прашувам. И јас ви дадов одговор дека надворешната сакам да се договори, јас сам практично. Но не е проблем, ќе повторам, надворешната политика ќе си ја работи сопствената работа и задача, а ние внатре мораме да ги правиме реформите не за Европската унија, за нас и за граѓаните. Тоа е, нема некоја, не знам каква друга формула со многу непознати. Тоа е, непознатите се таму, не се тук. А кај нас се знае. Криминал, корупција, правосудство, реформи, ето. Еден куп домашна работа. Еден куп, точно. Да, имаме многу домашна работа. Мене ми е исто така жал што вака се пласира и тезата дека сигурно ќе добиеме вето, дека после тоа уште една. Па не ги слушате соседите изгледа. Меѓутоа, видите, не, многу добро ги слушам. Знам дека Албанија откако ги отвори преговорите решаваше уште едно вето со Грција и го реши. Значи во самиот тек на тоа ни покажува. Да видиме реално стопати добивме вето и отколку сменивме името. Повторно јас ќе го повторам истото. Сакаме, мислам дека заслужуваме како граѓани, не како политичари, да знаеме каде ни се движи државата. Кажете ни, како што кажав, имате механизми што ние ги немавме кога бевме на власт. Ние, бидејќи тие механизми ги немавме, не сме повеќе на власт. Кажете ни, што понатаму? Она што смее да го знае јавност, еве да не навлегуваме во некои поголеми преговори. Кажете ни што понатаму. Вие велите тоа што го ветивме. Така е, зачувување на националните интереси. И сега што понатаму? Никој повеќе не инсистира на ништо што било претходно, бидејќи рековте дека тоа не чини, граѓаните рекоа дека тоа не е во ред и сега ни се сменети улогите. Меѓутоа, да кажуваме дека сигурно повторно ќе бидеме закочени, дека сигурно ќе добиеме вето, дека сигурно ќе бидеме вечно во овој вртлок заглавени, мислам дека тоа е тоа што граѓаните не го заслужуваат, туку дека како власт треба само да знаат каде одиме, еден зрак светлина да знаат што правиме понатаму, затоа што сите сакаме да останеме тука. И бидејќи тезата во толку години, што имаме толку многу луѓе кои што зеле бугарски пасоши, кои што имаме таква опасност, е навистина многу реална. Навистина, никој не заминал од Македонија со бугарски пасош или друг пасош, да рече дека јас бегам бидејќи ги неќам уставните измени. Не. Рекле дека сакам повисока плата од 440 евра минимална плата. Сакам подобро здравство, сакам подобар факултет, сакам подобро основно училиште. Сакам да дишам воздух. Еве, и јас сум од Битола со загаден воздух, сакаме да дишиме чист воздух. И заслужуваме сите заедно, верувате дека сите заедно ќе направиме домашната работа, без да не интересира кој од која политичка партија. Ама сакаме да знаеме каде понатаму. Морам да прашам, кажавте од каде сте сигурна дека ќе добиеме новото, а вие од каде сте сигурна дека нема да добиеме новото? Не сум сигурна дека нема да добиеме. Добро, да ја кажеме тоа што другата страна. Меѓутоа тоа е процес кој што никој не го знае. Како ќе одиме понатаму? Како не го знаете? Дури морам да признам дека мислам дека никој не ни очекуваше дека тоа од Бугарија ќе се случи. Дека од тие со кои што први ние потпишавме таков договор за добрососедство, дека тоа ќе се случи. Но се случи. Па не сте следеле. Но се случи. Видете сега, дали сме следели или не, тоа е друго. За вас лично. Небитно, јас ве разбрав. Меѓутоа, еве, велиме дека ние не знаеме каков ќе биде тој процес, ама не е во ред однапред да велиме дека сигурно ќе добиеме и тука не, во ред. Ако сте сигурни, значи вие од власта имате други информации, мислам дека треба да знаеме, кажете. Дека имаме вето, вие не знаете. Ма како сте сигурни дека ќе имаме? Зошто тоа го правите? Зошто таа теза ја дали ги слушате соседите, значи очигледно дека не слушате. Не многу добро, па јас и резолуцијата им ја седев во собрание кога ја гласаа, дека тоа е единственото барање и дека нема да има нови барања од Бугарија. Тоа го изгласаа тие во парламент. Вака наивно не размислуваме. Ама се тоа го изгласаа во парламент. Наивно, не наивно, треба на политички врв да си контактира со тој политички врв. На неколку поенти да... Ајде, неколку вемом, по 4 минута мораме да завршуваме. Вака сега, околу воздухот, па ми текна за еден ваш колега, наш бивш колега, велеше
само ВМРО пред 8 години, само ВМРО да падне, а Скопје ќе има чист воздух. Ова е како некоја шега која што после стана он еден од големите играчи во политиката, ама ништо не направи со воздухот. Кај бевте вие 7 години? Подрум нека. Кај бевте вие? Не вие лично како писар. Што направивте? Дали знаете дека дојде Ангела Меркел, најценетата политичарка во Европа, и ни рече, билборди стававте. Името сменете го и од утре сте во Европа. Не сум заборавила, ни јас, ни граѓаните. Ангела Меркел, почнуваме со преговори, уште ова, уште она. Кај сме? Кај сме? Ангела Меркел зборувам. Макрон видео снимаше така? Снимаше. И вие сега на нас ни велите, да се докажам, господине Видиновски, да се докажам само, и вие сега ни велите, немојте да бидете наивни и немојте да ги слушате бугарите. Не. Што зборуваат? Јас ќе бидам најсрекна ако вие велите дека ако е така, ама не е така. Владица, разочарувањето од тоа што се случи со Бугарија е заедничко за сите. Ама сега сте вие на власт и сега треба вие да ни помогнете да го надминиме тој проблем и да знаеме каде ни оди држава. Само да не некодошите кога ќе одите по светот. Ви благодарам за учеството во вечерашната емисија, да ви се извинам вака што може малце неџентлменски ви влегува во зборот, меѓутоа се обидов малце да не биде рамна парламентарна дебата, некако повеќе да извлечеме тоа, гледачите нека судат дали успеавме или не. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, ви благодарам и вам. И едно потсетување дека вечерот 23 часот Тамар Мециновиќ гостин кај Иван на Кавгас Иван подкаст, интересна емисија, гледајте и останете со програмата на Канал 5.